Партизирана, неефикасна и под влијание на политиката. Изгледа како да е неопходно поседување на партиска книшка единствен услов за работа во администрацијата. Вака изгледа јавната администрација во Македонија, која стана огромна, нефункционална и по многу извешта и дури и корумпирана. Намалувањето на обемот на администрацијата со години се најавува, но ништо конкретно не се презема од ниту една влада. Наместо кратење на административците, деновиве имаме најави за нови нивни поволности при работа. Па, јас сметам дека треба да се бориме ние за поефикасна, поисполнителна администрација, која што ќе си ги менаџира обврските на времено, затоа што како институција каква што е оваа управата за јавни приходи, ние сме во континуиран допир со потребите на граѓаните. Доаѓаат нели физички лица и правни лица кои што треба да вадат соодветни документи, кои што имаат некои нерасчистени прашања и така натаму, и тоа што би значило 4 часа за работењето во петок е навистина хендикеп ќе представува за приватниот сектор, а ние градиме еден вид на партнерски однос со нив. Така да вакво решение мислам дека во моментов сега не е издржано. А во делот на превработеноста, секоја институција е, да речеме, приказна сама за себе. Конкретно во УЈП има потреба од кадри кои што ќе одат на терен, кои што ќе ги прават тие даночни контроли, ќе контролираат во делот на издавање, односно неиздавање на фискални сметки и така натаму. Каде што имаме институција со голем број на вработени, евидентно се чувствува кога има одлив соодветен на кадри. Дали однос на пензионирање, прекин на работен однос и слично. Наместо 40 часа, администрацијата ќе работи по 36 часа во неделата или по 8 часа од понеделник до четврток и само 4 часа во петок. Ова е предвидено со новиот закон за административни службеници, кој сега е во нацрт верзија. Објавен е на ЕНЕР и истекува рокот за коментари. Го подготви Министерството за информатичко општество и администрација. Предлог законот за административни службеници пред отприлика една недела осамна на ЕНР и тогаш успеа и стручната и пошироката јавност да се запознаат со него. Ова е прв пат во историјата на државата да се подготвува закон за административни службеници без работна група или со работна група во која што не членуваат ниту еден представник на стручната јавност, на академската јавност, на невладините организации. За нас беше прилично големо изненадување не само фактот дека се носи потполно нов закон, не само измени, туку и одредени решенија за кои што никогаш не било дискутирано во стручната јавност. Така, например, едно од решенијата беше на скратеното работно време во петоците за администрацијата, кое што гледаме председателот на владата изјави дека ќе отстапи од таквиот предлог. На изненадување на сите нас беше изненадувачки фактот дека е предложено такво решение, беше искритикувано од апсолутно целата јавност. Втората новина за која многу малку се зборува и за која што владата не предупреди и не го објасни предлогот е дека ќе се отстранат државните советници од сите министерства и органи на управата, односно најголем број од државните советници ќе бидат велам отстранети. На нив ќе им се понуди всушност предвремено пензионирање и исплаќање со отпремнина на сите државни советници кои што имаат навршено 55 години возраст и 15 години стаж. Јавноста треба да знае дека државниот советник е највисоката фигура, највисокото службеничко звање што постои во хиерархијата на службеничкиот систем во нашата земја. Факт е дека ги има премногу. Државни советници има многу во нашите министерства, меѓутоа факт е и дека за да се стане државен советник во сите земји во светот, јас очекував и кај нас, најмалку што може да се побара е 15 години работен стаж. Вие не можете по вработување брзо да станете државен советник и да ги скокнете сите скалила. Ова што се нуди во законот е токму оние што имаат 15 години стаж да бидат предвреме отпуштени, односно пензионирани. Првиот човек на управата за јавни приходи Лукаревска смета дека новиот предлог закон за административните службеници треба да се обмисли добро со цел да се понуди решение кое ќе значи ефикасен и ефективен сервис на граѓаните. Па не сум во тек, освен она што го видов преку медиумите, дека се нуди еден вид на проложен викенд за административците. Сметам дека треба да се обмисли некакво соодветно решение кое што ќе значи пред се ефикасна и ефективна администрација од една страна, од друга страна ќе значи задоволни клиенти, граѓани, правни лица и слично. А вака мислам дека само можеби повеќе и револта да се создаде. Професорката Павловска Данева прецизно ги образложува слабостите на законот. Исто така,
постои предвиден еден потполно нов начин на вработување на административни државните службеници. Имено сите кандидати што ќе се јават на конкурс, од нив најдобриот комисијата му го предлага на министерот, односно на оној кој што вработува, но само доколку тој најдобриот има освоено најмалку 70% од вкупниот број на поени. Колкав е вкупниот број и како тој се дели на интервју, на испитот или на образованието стекнато, во законот не е предвидено, туку е предвидено за тоа да донесе уредба владата, што никогаш не се случило во нашиот правен систем и што е спротивно и на устав и на сите можни закони, заради тоа што статусните прашања на граѓаните никако не смеат да се уредуваат со уредба на влада, туку тоа е материја која треба биде содржана во закон. Така што јас очекувам сега, доколку на одреден министер не му се допаднат кандидатите кои што се пријавиле и во зависност од тоа какви поени освоиле во текот на селекцијата, на нив едноставно да им бидат ускратени одреден број на поени, да речеме преку интервјуто, тие да добијат под 70% и автоматски нема да биде никој избран. Законот во таков случај предвидува дека конкурсот ќе се поништи и веднаш се објавува нов. И така може до недоглед да се поништуваат конкурси, да се објавуваат нови, се додека не дојде во наводници вистинската или правата личност за која конкурсот распишан. Исто така предвидена е комисија за селекција на државните службеници, која е 4 члена. Многу е јасно дека колективни тела, комисии, не можат да бидат составени од парен број на членови, бидејќи може да се случи при гласањето да бидат поделени гласовите и никогаш да не се донесе одлука. Во законот е предвидено дека оваа комисија ќе има председател од Агенција за администрација и тројца членови, од кои што интересен е фактот дека еден член мора да биде задолжително представник од Министерството за политички систем и односи со верските заедници, што искрено никому не е јасно од каде сега ова министерство станува задолжителен фактор при вработувањето во комисијата за вработување на нови кадри, а при тоа Министерството за информатичка општествена администрација, кое што е надлежно министерство, не е застапено во оваа комисија. Тоа се претежно негативните забелешки на предлог законот. Се разбира, има и некои позитивни работи, да речеме фактот дека целото пријавување на кандидатите ќе оди дигитално или електронски, што значи нема треба да се малтретираат да фотокопираат документи, да доаѓаат во Скопје, да поднесуваат, ќе може и самиот стручен испит за административни службеници ќе се полага електронски. Предвидени се државните секретари, веќе никаде ги нема во законот, не се спомнуваат и наместо државни секретари се зборува за предпоставени. Дури законот дава и дефиниција на предпоставен, што е во најмала рака смешно, бидејќи државен секретар, знаете што значи во Велика Британија, во било која држава европска, државен перманентен секретар, кај нас тие се наречени предпоставени. Со кој закон ќе бидат уредени не е јасно, бидејќи овдека не се уредени. Добрата работа, ја поздравувам, е фактот дека од државни службеници, од категоријата државни службеници се изземени веќе или исклучени судските службеници и јавно обвинителската служба, која одамна требаше да биде исклучена од овој закон. Дигитализацијата дефинитивно ќе им ги врзе рацете на корупцијата и на сивата економија во земјата, смета Лукаревска. Сметам дека дигитализација на одреден процес во, да речем, клучни институции во државата е процес кој што мора да започне, односно да се изреализира до последната фаза. Ние тука, да речеме, спроведуваме одредени дигитализирање на процесите. Станува збор за обемен процес, ако можем така да кажем. Меѓутоа, тоа значи услугите на некој начин да ги дигитализираме, да олесниме на оние со кои што ни се први соработници, а тоа се бизнис заедницата, компаниите и така натаму. Сметам дека ќе се намали даночното затајување, конкретно еве во нашиот случај, ќе се намали сивата економија и ќе се намали можноста за субјективизам во делот на одлучувањето кај соодветни колеги. Во однос на корупцијата? Во однос на корупцијата, првенствено да, даночното затајување е еден вид на корупција и сивата економија, да речеме, е конгломератот сите тие заедно и самиот мајндсет на самите вработени тука кои што би можеле да бидат подложни на корупција, веќе мислам дека ќе им бидат врзани рацете. Не дека сега во едни вакви услови каде што сме некаде во одредени сегменти дигитализирани комплетно, некаде сме во фаза на дигитализација, некаде сме со амбиција да се дигитализираме. Мислам дека ефектот е постигнат, меѓутоа не е доволен за тоа како да се справиме со корупцијата. Дигитализацијата очигледно сака да ги скрати крилјата на јавната администрација.
односно на корупцијата во земјата. Колку во тоа ќе се успее, но и кога граѓаните ќе добијат ефикасна администрација, останува да видиме. Министре Шачири, која е бројката на администрацијата во Македонија? Благодарам за прашањето. Посакувам добра емисија. Вкупно вработени во јавниот сектор и во тој дел и во администрацијата се околу 131.183 вработени. Кои влегуваат сите вработени во јавниот сектор, каде што влегуваат и сите јавни институции од локална и од централна власт и многу други сектори во нашата држава. Така, цела администрација е прашањето. Сметате ли дека ова е голема бројка на администрација и дека треба да се намали? И според нашите цели што ги имаме во програмата за работа на ова влада во периодот 2020 до 2024 година е предвидено ова бројка на администрацијата да се намали. Но исто така ние сме во фаза на реорганизација на институциите во јавниот сектор, каде што имаме веќе во завршна фаза проектот за реорганизација на органите на државна управа, каде што ќе имаме и намалување на број на институциите. Но може ли да бидете прецизни за гледачите? Се извинувам што ве прекинувам. Да бидете прецизни за гледачите колку институции ќе се намалат и која е бројката на администрацијата која ќе се намали? Вака, со намалувањето на бројот на институциите, на организациона структура на институциите, во овој период не е предвидено намалување на вработените во јавниот сектор. Значи, ние ќе го имаме извештајот на реорганизација во влада и после тоа ќе имаме и пресконференција за поточни информации во насока на реорганизација. Во фаза на намалување на институции, исто така ќе се врши и добра анализа за вработените во овие институции, но со намалување на институции не е предвидено истовремено намалување вкупно број на, но јас сакам да кажам дека во фаза со новите измени на законот со пензионирање и со тој закон имаме добар придонес на намалување на вработениот во јавниот сектор. После тоа, со анализата која ќе се заврши и со законот кој треба да се предложи за реорганизација, ние ќе имаме и организациона структура на некои институции каде што ќе знаеме, но исто така е побарано и анализа и помош од другите и од меѓународен фактор во овие работи. Колку треба да се намали во 4-годишниот мандат? Па тоа бројка во програмата мислам дека постепено ќе настапуваме со тоа што 1% на јавната вработени во јавниот сектор се намали со законот за пензионирање. Ги споменавте меѓународниот фактор, странците. Се согласувате ли со нивните оценки и на експерти и на меѓународниот фактор, организации, институции, дека македонската администрација е партизирана? Дека единствениот вредносен систем за да се влезе таму е всушност партиска книшка? Пака, ние сме во фаза и во актуелното време што ние зборуваме, законите за вработени во јавниот сектор и административни службеници се поставени на еден каде ќе дадат придонесите граѓани и сите заинтересирани страни со коментари. Но вашиот став, се извинувам, вашиот став. Не, тука сакам во прашањето. Овие закони се подготвени со поддршка од делегацијата на Европска Унија во Скопје, исто така со мисијата на Сигма при OECD и нашите меѓународни партнери кои има дајно придонес со овие законски измени да даваме придонеси на овие забелешки што се однесува дали на деполитизирање на администрацијата и да имаме помалку влијание во јавниот сектор. Значи вие се согласувате со тие оценки? Јас во овој период дека е партизирана.
Во овој период од кога сум министер и во овој процес постапките се отворени. Јас не се согласувам со таа оценка, зашто оценката на меѓународниот фактор не се однесува само за последна година или последните 3 години, се однесува за подолг период на вработениот во јавниот сектор. Вие рековте дека вашата интенција е да стане ефикасна администрацијата. Со тоа практично свесни сте дека не е ефикасна. Ние сакаме, вака, кога заклучуваме дека не е ефикасна, јас би сакал да го кажам тоа дека ефикасноста никогаш нема некоја граница. И ние сакаме да постигнеме што повеќе ефикасна јавна администрација. Еден дел од јавната администрација е поефикасна, но и во нашите јавни говори тоа што го имаме, сакаме да работиме ефикасно и да имаме добри резултати и за да се промени впечатокот на граѓаните за овој дел од вработените во јавната администрација. Дали сметате дека е корумпирана администрацијата? Премиерот Заев дури го впери прстот во администрацијата кога говореше за корупција и рече дека не се работи за високите функционери, туку за пониските ешалони на администрацијата. Корупцијата е лош феномен и не во таа нема дискусија дали се однесува за високите функционери или тие што работат во јавниот сектор. И ова е мојот став. Во овој период, кога јас го водам, например, Министерството за информатичко општество и администрација, немам пријави досега што има дојдено кај мене, но ниту и од пријави од други институции. Вие знаете дека Американската амбасада најави дека ќе вложи одредена сума пари преку Естонија да се дигитализира Македонија, а интенцијата, намерата е повторно да се намали корупцијата во Македонија. Со што всушност се признава дека постои корупција кај администрацијата? Вака, феноменот на дигитализација на услугите е истовремено и феномен кој ќе даде добар и значаен придонес во борба против корупцијата. Представниците од Естонија, јас лично имав состанок со нив, ги зедоа првите податоци што беа потребни и сега истовремено ќе работиме и со неколку законски измени за да имаме добар и значаен придонес во делот на дигитализација. Голема бура се крена за предлогот за 4 часовно работно време во петок за администрацијата. Јас сакам да образложам дека и во некои вести за таа информација се однесуваше дека се однесува за целокупната бројка на јавниот сектор, на 132.000 колку се вработени во јавниот сектор. Ние како министерство, тој предлог закон е поставен на ЕНЕР. Се уште не е на фаза на разгледување, не е на конечна верзија на тој закон. После таа конечна верзија на тој закон ќе биде пред влада и тука ќе се заклучи која ќе биде конечната одлука. Заслужува ли, извинете, министре, заслужува ли администрацијата да работи само 4 часа во петок? Сакав да го образложам дека од делот на администрацијата само 24.000 влегуваат административни службеници со овој предлог закон. Ние затоа го отворивме ова за коментари и ако дел од коментарите не се позитивни не, вие што мислите? Вие што мислите зашто заклучивте дека е неефикасна, партизирана, корумпирана, свесни сте за се? Од компаративната анализа што е подготвена во моето министерство од OECD, што е направено во различни земји, ако земаме просек на европските земји колку работат административните службеници, е околу 33 работни часови во текот на неделата. Нашиот ваков предлог, но мислам и нашето мислење за целата купната администрација. Работните резултати, мислам и вие со ова се согласувате, не се показател за работните резултати, не се работните часови. Но јас мислам дека резултатите на работа се многу важен фактор во колку имаме добар придонес и позитивен придонес на тоа.
Јас сум во тој предлог, кога ние го доставивме во ЕНС за добивање на коментари, ние очекувавме и реакции, зашто ова што го кажуваме, јас од таа вкупна бројка на јавната администрација 25.000 или 24 што влегуваат во со овој предлог закон, ние сигурно имат и многу добри и ефикасни и добри луѓе кои дават и навистина работат многу ефикасно за институциите. Сега јас не сакам и тие да ги исклучувам од одредена група. Не, зошто би биле тие привилегирани? Имате ли објаснување зошто би била таа администрација привилегирана? Според анализите од европските земји, не се таму е нормална ова ситуација. Ама во Европа, господине министре, да. Во европските земји не говориме за партизирана администрација, за корумпирана, за неефикасна. И сам сте свесен и кажавте и сам дека сте свесен за сите критики кои доаѓаат, еве не од Македонија, од странските организации и институции, токму и тоа е намерата на Соединетите Американски држави за дигитализација. Дали заслужува? Овој предлог закон поставен на ЕНЕР. Коментарите на граѓаните ќе кажуваат тоа и ако која е општото мислење на ова ситуација што ние го предложивме. Ќе се направи уште еднаш анализа на тоа, предлогот на влада, пак имаме добра анализа, после тоа ќе имат јавни расправи за овие закони кои ќе бидат повикани преку Zoom и така натака. Сега во некои одредени ситуации намалување на работно време се зема за мотивација за подобар резултат и повеќе ефикасност во работа. Во некои други ситуации, како што се еден дел од коментарите кај нас, дека и како вашето прашање, затоа кажувам дека ќе треба да се има предвид сите важни фактори кои имаат влијание до ова наша одлука, за да ја знаеме кој е конечниот став. Добро, јас ви благодарам, министре, за овој разговор. Поздрави до вас. Жане, британската администрација има 56 милиони жители од прилика, така? 66-67 сега. Кога ќе дојдат туристи, до пред ковидот, за 10 на милиони се зголемуваше, ама ајде да кажеме 66,7 милиони жители. Да. И оваа бројка од 560.000 административци не е голема. Во Македонија, не. Според официјалните бројки, скоро 140.000 има. И сепак е ефикасна. Ефикасна е и дури се намалува и се редуцира да се работи во државната администрација и не е некој голем предизвик, нити нешто што се смета за успех во животот или некоја кариера. Јас дирнав малце и колку се платите. За почетник е некаде околу 19 до 21.000 фунти годишно, но добрата работа е што еден куп работи може да се завршат по интернет, онлайн, да се плати по интернет, онлайн, и да се проверува до каде е стигната работата по интернет и нема врски, нема пријателства, нема познати, па да одиш да потуркаш до каде е работата, како за сите, така и за тебе. И нема да одиш да потурнеш, да подметиш, нема како да кажам, не можам да гарантирам 100%, ама 99,9% нема корупција околу тоа, бидејќи ние не го знаеме ни Џон, ни Джереми, ни Сузан, не ги знаеме луѓето кои работат во администрацијата и добро е што е така. Добро, Жане, ти благодарам многу за овој разговор. Молам.